أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. يقول الله سبحانه وتعالى في كتاب الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أما بعد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله تعالى عليه وسلم نبيا ذاك حلاوة الإيمان. أما بعد، благодарност и слава му чиниме на Allah Джелле Джелалуху, владарот на судниот ден, господарот на сите светови, кој не почести со бројни благодети и дарови. Најголем дар од Allah Джелле Джелалуху за нас муслимани е што го избра исламот да биде наша вера. И тоа е најголем дар и најголем благодет од Allah Джелле Джелалуху. Ако човек малку погледне во свет на што луѓето се клањаат и на што луѓето се молат, тога ќе свати што значи оваа вера ислам. Ако погледне како се молат евреи, како се молат христијани, како се молат будисти, како се молат шиити, на кој начин, и ќе види дека сето тоа е игра и забава. Меѓутоа, ако види како муслимани се клањат во мир, тишина и спокој, и како му паѓаат на сеџде на Allah Джелле Джелалуху, тога ќе свати што значи да си припадник на ислам. Затоа Allah Джелле Джелалуху вели во Куран: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. Јас денес ја потполнив ваша вера и го потполнив мојот благодет врз вас. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. И задоволен сум да ваша вера биде ислам. Значи, Allah Джелле Джелалуху е задоволен со наша вера ислам. Е оваа вера ислам многу се обиделе да ја срушат и да ја уништат, ама на крај подлегнале и ја прифатиле. За ова постојат многу докази и примери. Кажува еден исламски научник по име Зеглул ен-Неджар од Египет. Вели во 19 век, во 19 век британци се обиделе да пуштат шпион во Чабе и да земат дел парче од Хаџерул Есвед, од црниот камен. Бидејќи овој црн камен кој е во чошот на Чабе, за него пегамбер салаллаху алейхи ва селем рекол: хуа минел џенне, незеле минел џенне. Овој црн камен е спуштен од џеннет. Ва кане абјад минел лебен, и тој бил побел од млеко, црниот камен. Меѓутоа, со гревови на Бену Адем, со гревовите на човештвото, со гревовите на муслимани, овој камен од бел постана црн. И тој секоја година станува поцрн и поцрн. Ова е хадис на пегамбер селем. А го пренесува имам Тирмизи. Британците рекле, за да се поиграме со муслимани и да ги понижиме муслимани, че земеме парче од тој црн камен
и во лабораторија, значи во лабораторија, во Лондон, ќе го испитаме тој камен научно, со научни методи исправи, и после научно ќе објавиме дека тоа е лага. Слезено дженет, бил бел млеко, па поцрнели, тоа е фантазија. И тие земале човек, кој 7 години, ова го кажува научник, исламски научник и познат по чудата на Куранот. Значи, во Куранот има научни чуда, има физички чуда, математички чуда, астрономски чуда и така натаму. 7 години човек, британец, изучувал арапски јазик. 7 години. Откако научил 7 години јазик, го однесле во Магриб. Магриб, кој се рече на арапски, тоа значи во Северна Африка, Алжир, Тунис, Мароко, да го научи дијалектот. Пошто ти можеш да научиш 10 години швајцарски или германски. Ама, кој човек да збориш, одма ќе те позна дека си од Македонија. Ти мора да живееш со швајцарци, или мора да живее како овој човек меѓу арапи, да го научи дијалектот. Значи, дијалектот арапски, Мароко, Алжир, Тунис, за да не го препознаат. И после изучување на тој дијалект, се пријавува во делегација со хаџи од Египет. Во делегација со хаџи од Египет. За да дојде на хаџ. Како шпион, како хаџија, како муслиман, за да земе едно мало парче од црниот камен. И тој тоа го прави. Успева, доаѓа наџилак, се приближува до камен, со некој предмет да земе мало, ним треба малку. Тие во лабораторија, со микроскоп, со разни справи, ќе го анализираат. Успева да зема парче, оди во Џидде, во британска амбасада, потоа со австралиски брод се враќа во Лондон. И го зема тоа парче од црн камен, од Хаџерул Есвед, од црниот камен. Оние кои билат наџилак, тие кои биле наџилак го знаат. А оној кој не, сигурно на интернет видел. И го земале во лабораторија тоа парче од Хаџерул Есвед, од црн камен, и го наблюдувале. Кога виделе, ова е нешто надприродно. Ова е феномен кој не е обичен камен. Тој им поседува некоја посебна сила, посебна енергија. Нешто што не има метал на оваа земја. И на човекот не му преостана ништо друго, освен да го примислам. А тргна како британски шпион да го оцрни Исламов, на крај стана муслиман. Верава Ислам не може никој да ја сруши. Не поради што муслимани се многу јаки, или многу силни, или обединети, или знаени, учени. Не. Верава Ислам е поради што е дар од Аллах Джелешанову. А она што е од Аллах Джелешанову не може никој да сруши. Пошто Аллах ветува во Куран и дал гаранција дека оваа вера ќе биде до јомул кијама, до судни ден. Ла татрук бейтен, вели пегамбер селем, оваа вера нема да остави куќа, дом, а да не влезе. Во секоја куќа, во секој дом, каде што достигнува исток и запад, оваа вера ќе влезе. Меѓутоа, што рекол еден познат човек, кој порано бил христијанин, а се викал Кет Стивенс, бил музичар и пеач, тој го запозна Исламов од Куран и рече фала на Аллах што го спознав, што го научив Исламов пред да ги научам муслиманите. Фала на Аллах.